А сега во овој период или ова време низ нашата утринска програма следи разговор од студиото, од мојата десна страна, драгата колешка Искра, која е подготвена да разговара со нашата гостинка, доктор Јасна Бушиновска, специјалист по анестезиологија со интензивно лекување во Аџибадем Систина. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ви најдевме. Искра, повели. На кратко сме само, да. Повелете на кратко, па потоа ќе си се збогуваме. Докторке, добро утро. Ви благодарам што одвоивте време да зборуваме на тема која што за жал сите немачи. Никој не сака да чувствува болка, но кога таа веќе постои, подобро да се запознаеме со неа за да ја победиме. Ајде прво да видиме што се знаеме за, можеме да знаеме за непријателот наречен болка, односно, еве, вие докторите како ги класифицирате, односно какви се видови болка постојат? Така. Најпрво да ви се заблагодарам за поканата. Многу ми е драго што сум присутна во вашата емисија и што на овој начин можам да направам и една презентација на нашиот нов центар за болка. Кој нов и единствен. Да, нов центар за болка кој што е во рамките на клиничката болница Аџибадем Систина, воедно да и во моментот е единствен во оваа држава. Сепак е млад, значи само што започнавме со неговото функционирање, меѓутоа искрено кажано некако ја забележуваме неговата брза прогресија. Ќе зборуваме детално да ни го подобјасните на кој принцип функционира, но прво со болкава да се запознаеме. Да се навратам на вашето прашање во однос на видовите на болка. Значи, од медицински аспект со тоа што нели започне болката, секоја чувствува како една непријатна сензација, како што кажавте вие непријател, може да се јави во две форми, кои што се најосновни форми, тоа се акутна и хронична болка. Акутната болка настанува сега, веднаш, има определен предизвикувач кој што ние го знаеме кој е. И најчесто можам да кажам и дека е многу полесен третманот на акутната болка, бидејќи знаеме врз што треба да делуваме во моментот кога таа се појавува. Многу е посериозно за третман. За вас, полесно и за пациентот, кога знае дека поминува, некога треба секој ден од својот живот да се соочува со неа. Така е. А хроничната болка е една болка која што трае подолго време. Значи, го мачи човекот 3 месеци, повеќе од 3 месеци, не може да најде решение, може да биде најразлично локализирана. И понекогаш, односно многу често, примарно, не го знаеме предизвикувачот, бидејќи тој предизвикувач е присутен во организмот, меѓутоа во некоја завиена тивка форма се наоѓа некаде во организмот и оттаму одложено го манифестира своето дејство. Зошто е тоа така? Зошто некои болки се минливи, акутни, како што рековте, а зошто некои се хронични? Затоа што постојат предизвикувачи кои што после третманот се уште остануваат во организмот. А исто така постојат и некои заболувања на организмот, како што се например диабетот, како што се например некои метаболни заболувања, кои што се присутни, траат кај пациентот долго време, да не речам и цел живот, и кои што постепено во својот развој доведува до појава на болката и сите оние последици од болката кои што ќе настанат понатака во организмот. Денес ќе зборуваме конкретно за хроничната немалигна болка, иако во вашиот центар и малигната болка. Но од овие немалигни болки сега во множина ќе ги потребам, кои се најчестите? Може да се јават во најразлична форма, значи може да се јават во форма на една главоболка. Кога ќе каже пациентот дека има главоболка, не можеме ние едноставно да сватиме да он има главоболка, ние ќе действуваме со аналгетици за да помине таа главоболка. Многу е важно земање на една детална анамнеза. Како започнала болката, кога започнала болката, кои се фактори кои што ја предизвикале болката. Дали болката од нешто е засилена, дали од нешто е смирена, дали се користени лекови кои што помогнале или не помогнале, и да диференцираме, бидејќи постојат многу типови на главоболка. Постојат така наречени, нели, ние ги нарекуваме кластер главоболки, постојат мигрени кои што се многу често, односно најчесто застапени од главоболките. Постојат главоболки кои што се јавуваат како резултат на нервна дразба. На делот ние ги нарекуваме краниални нерви, тие се нерви кои што потекнуваат од мозокот, од централниот нервен систем. Така што постојат 4-5 може и повеќе видови на главоболки кои што имаат различен третман и не можеме секогаш ние едноставно да кажеме да ова е една обична главоболка со која што пациентот се соочува. Од друга страна, од многу банална работа, например од едно обично вежбање, од лошо спиење, од стрес, може да настане болка во мускулите и болка во мускулните тетиви. Значи, таа е означена како миофасцијална болка или фибромиалгија. Кај фибромиалгијата, значи,
тој аналгетски третман нема да ни даде ефективен третман. Неопходна е физикална терапија, решавање на стресот, активни вежби кај пациентот кои што примарно ќе ја олеснат болката, а секундарно аналгезијата само ќе го овозможи тој третман. Потоа, значи, како што кажавме, кога се соочуваме со некои метаболни заболувања и со некои хронични болести, како што е, например, диабетот, најчесто овие болести ги напаѓаат директно нервите, доведуваат до штетување на нервите, доведуваат до штетување на нервни завршетоци, кои што сега даваат една погрешна информација за болката. Во тие услови може и еден обичен допир на површината на телото да биде предизвикувач на болка. И пациентот да презентира дека има силна болка, а всушност вие да немате фактор кој што ја предизвикува таа болка. Така што, нели, определени болести, ета, ќе го спомнам повторно и диабетот, меѓутоа и некои повреди и трауми, доведуваат и до потреба од отстранување на дел од екстремитет, за жал, или ампутација на екстремитет. Таа е означена како фантомска болка и таа е една форма на хронична болка. Таа фантомска болка во моментот на болката се купира, значи може да се лечи со аналгетска терапија, ќе се смири, меѓутоа поради тие, како што ги спомнав, промени на нервните завршетоци кои што се значени како неуроми, кои што е погрешно зараснување на нервот од природна причина, таа болка во текот на следните месеци може да стане се поинтензивна. И било која аналгезија да не помогне во нејзиниот третман. Така да, од тој аспект можеме да кажеме дека хроничната болка е многу посериозна и многу потешка за третман во однос на акутната болка. Сакав и да ве прашам што се може да биде причинител за болка, ама како што сватив, буквално се може да биде. Све може да биде, дури еден обичен вирус кој што го прележуваме како дете, нели, варичела вирусот кој што нели викаме дека секое дете е добро како дете да го помине. Да, особено за машките, да. Особено за машките, може да остане некаде во ние сме го заборавиле, веќе не знаеме дека ние да не знаеме дека тој постои, тој таму некаде се крие во рбетниот мозок и во момент на пат на имунитетот да го манифестира своето дејство кое што верувате е прилично непријатно. И не само што буквално се може да биде причинител за болка, туку и болката може да биде аларм за се и се што колку што разбирам. Знаете како, велиме инфламаторен одговор и воспаление на организмот. Кога би се ставила... Ја злаешки го кажувам, вие си го формулирате како што треба, Кога би се ставила во улога на обичен човек, сега би рекла дека едно воспаление е бактерија, дека е вирус, дека е некој предизвикувач од природата кој што нели ќе ми го активира организмот, јас ќе почнам да кивам, да кашлам, нели, да качам температура, да ги имам тие класични симптоми на воспаление. Не. Воспаление може да предизвика и самата болка. Тоа не е класично воспаление на организмот, туку е одбранбен одговор на организмот против болката. И тоа воспаление кое што настанува во организмот, фактички го напаѓа целиот организам како систем. Не е само респираторна инфекција на стомакот, нели, со таа диареја, со тие пропратни симптоми, туку представува едно системско воспаление. И од тука нема локализација на хроничната болка. Денеска ме боли овој дел од телото, оваа мускулатура, утре ќе се прошата на другиот дел од телото. Затоа велиме дека тоа е едно системско воспаление на целиот организам. Сакам малку да дознаеме повеќе за вашиот центар. Оно што прочитав на вашиот сајт дека како една од главните причини зошто се формираше овој центар е затоа што самите вие доктори имате забележено дека пациенти со болка со години и години лутаат по тоа лавиринтите на системот без не само да не им се реши проблемот, туку без никаков напредок, да речеме. На што се должи тоа? Зошто е толку компликувано да се детектира или да се најде соодветна солуција? Примерно, денеска ни се многу достапни сите оние аналгетици. Веќе нели имаме едно неконтролирано користење на аналгетици кои што треба фактички да се градираат. Почнуваме од... Сепак не се бомбончиња, сакате не да се бомбончиња, кажете. исто како и антибиотиците. Може секој да ги подигне од аптека, апсолутно. Исто како и антибиотиците, затоа нели кој ќе кажат денеска не делуваат антибиотиците, не. Сме се предозирале. Имаме преголема употреба на тие лекови. Така да нели луѓето за да го олеснат својата состојба
ќе пробам денеска парацетамол, утре ќе пробам ибупрофен, понатака ќе коктелчиња продолжам со понатаму. коктелче, со се она што ќе го чујам од средината дека на некого му делувало на болката. Сите имаат различен тип на болка и не секој аналгетик делува на тој тип на болка. Затоа велам таа детална историја на болеста и деталната историја на болката не насочува како да ја третираме таа болка. Од друга страна, значи, сега, како што оди развојот на медицината, така и кај нас доаѓаат се оние минимално инвазивни методи за третман на болката, така што сега имаме услови, доколку он е медикаментозен третманот со лекови не ја среди болката, не му помогне на пациентот, тогаш веќе настапуваат другите профили, не само анестезиологот, настапуваат другите профили кои што на свој начин со своите минимално инвазивни методи ќе действуваат во третман на таа болка. Сакам да не правите буквално наква прошетка од моментот кога ќе влезе пациентот кај вас, но претходно кој е момент кога мора нужно да дојде пациентот кај нас, затоа што не секоја болка е знак дека веднаш треба да се оди на доктор, така? Така. Но кога е она кога треба да ве посети веќе? Значи, кога ќе забележи секој пациент, секој човек, дека има една болка која што трае подолго време. Велиме дека под хронична се подразбира болка која што трае најмалце 3 месеци. Во однос на некоја локализација и според некоја литература, тука се наведени 6 месеци, меѓутоа 6 месеци за организмот е многу Зошто долг да трпиме, период. така? Е многу долг период. Кога се поминати сите оние основни начини на лекување на болката, најчесто во домашни услови можеме да си обезбедиме само медикаментозен третман на болка, никаков останат. И кога ќе забележиме дека таа е континуирана перзистентна болка и дека се влошува и дека веќе не ограничува во секојдневните активности, тогаш е нужно да побараме помош од доктор специјалист. Каков е принципот на функционирање на нашиот центар? Значи, кога пациентот веќе ќе дојде во нашата болница, веќе доаѓа во ургентниот центар. Во ургентниот центар докторите се веќе насочени како треба да ги упатуваат тие пациенти, значи тие ја зимаат онаа основна анамнеза за да забележат на што се жали пациентот, што е проблемот кај тој пациент. И веќе со нивното знаење нив им е овозможено и дозволено да се обратат кон определен специјалист. Значи, тие може да одредат дали ќе го викнат ортопедот, кој што ќе делува, нели, доколку пациентот се пожали на болки во кичма, на болки во нозете, на болки во рацете. Ќе го викнат неврологот, доколку станува збор за интензивна главоболка, доколку станува збор за понивна проценка болка која што потекнува од нервите, од оштетување на нервите. Дали ќе го викнат неврохирургот, доколку според податоците од анамнезата се забележи дека, односно тие се посомневаат дека станува збор за некој експанзивен процес кој што фактички врши компресија на некој дел од нервот кој што ја предизвикува болката, доколку нели тоа е централниот нервен систем, доколку е стомакот, тогаш ќе се обратат на абдоминален хирург, значи повикуваат хирург, или ќе го викнат примарно анестезиологот кој што неминовно ја почнува најбаналната терапија, онаа најлесна терапија кај пациентот, а тоа е медикаментозната терапија. Нормално, Значи цел еден тим. цел еден тим, значи мора да се нагласи дека пристапот е мултидисциплинарен. Не може еден профил да одлучи дека да, денеска ќе ја лекуваме ние оваа болка вака. Затоа што болка во кичма може да потекнува од мозокот. Болка во мускулите повторно може да потекнува од мозокот. Болката на прстот од ногата може да потекнува од кичмата. Така Све е поврзано. Све е поврзано и затоа е потребен тој мултидисциплинарен пристап кој што ќе го обезбедат докторите кои што се во тимот во тој центар. Какви се, мислам дека уште за тоа ќе имаме време, се начини на третман постојат? Ние започнуваме со третманот на болка со лекови. Било тоа да се веќе се пробани оние орални лекови, нели кои што ги земаат на уста пациентите. Започнуваме со интравенска терапија, потоа може да се препорача и локална апликација на анестетици и аналгетици во форма на гелови, во форма на масти. Започнуваме исто така анестезиологот, како и ортопедите, користиме и локални блокови на нервите. Доколку забележиме дека точно детектираме за кој нерв станува збор, тогаш се користат локални блокови. За тие блокови, значи со помош на игличка во околината на нервот се аплицира дали е тоа аналгетик, дали е тоа локален анестетик и посебни адјуванси кои што го засилуваат дејството на примарните лекови.
А па натака останатите профили, например ортопедот, одат со други поинвазивни методи, како што се радиофреквентна аблација, како што се апликација на, ние го нарекуваме ПРП, тоа се крвни елементи кои што го регенерираат нервот, а доколку и третманот на ортопедот не ја олесни болката, тогаш радиолозите кои што примарно и нели со испитувањата и детектираат каде се наоѓа болката, ќе действуваат на нивните начини со криоаблации, со радиофреквентни аблации да успеат да го прекинат преносот на оштетениот нерв. Значи тука се прекинува преносот на импулсот, на кој начин се олеснува болката. Меѓутоа тоа е веќе најинвазивната метода. За самиот крај сакам уште да ве прашам, зошто некој, секој слушаме нели за праг на толеранција на болка, зошто да речеме истата болка, едни ја почувствуваат помалку, а други многу повеќе? Тој праг на толеранција е индивидуален кај сите. Значи, болката е поврзана и со една психогена компонента. Па тоа сакам да прашам, дали значи понекогаш повеќе состојба на умот тоа отколку. Значи многу е непријатно кога на пациент кој што ќе ви дојде во амбуланта и ќе ви каже дека чувствува 3 месеци болка и вие му кажувате да, вие треба да земете и антидепресивна терапија во комбинација со вашата терапија. Тука добивате едно чувство како не, јас не сум да не го користиме тој збор, да. На тој начин засегнат, не сум така болен кај сите нас. Болка која што долго време трае, има психогена компонента. Не ограничува во секојдневна активност, не ограничува во сон, не ограничува во работата. Така да сето тоа ни действува и психички да бидеме нерасположени, лошо настроени кон средината. Тоа не е заболување, тоа е моментално однесување. Така да таа психогена компонента е многу значајна за перцепцијата и манифестацијата на болката. И ако ве прашам, 6 пати реков, последно прашање, ова морам да го прашам, кој е потолерантен на болка, жените или мажите? Мислам дека не морам тоа да го нагласам, дека сите го знаат, малце ќе биде непријатно за посилниот пол во однос на болката, жената е посилен пол дефинитивно. Да, затоа не знам зашто ги викаат нив посилен. Многу добро прашање и заклучок за крај. Да. Ви благодарам многу, докторке. Ви благодарам не само за овој одговор, за целиот разговор. Ви благодарам и вас за Па и не бевте баш така кратко, навистина многу убаво објаснување и благодарам за гостувањето. Само накратко еве повредите кои што ги доживуваме во текот на животот од било што и да е сообраќајна незгода, скршеници и така натака се манифестираат и подоцна најверојатно, меѓутоа дали еве и покрај физикалните терапии повторно може да се појави болката и кај вас да се превенира? Може да се појави болката и сите овие модуси на третман, фактички и тоа е една форма на хронична болка. Сите овие начини, модуси на третман се аплицираат и кај тие пациенти, кај тие болни. Ви благодарам за одговорот и посакувам убав ден. Ви благодарам и вас, исто и вас.